Матичните лекари имаат проблеми од сите страни и едва и чекаат на средба со новиот министер за здравство. Да, значи натоложени се многу проблеми, подолго време немаше преговори, подолго време немаше нови анекси, се менува во државата и се сменија многу нешта и многу министри, и многу директори на фонд, но никако нели да поместевме нешто суштински за да ги задржиме докторите и да овој екзодус кој што постои, да речеме, и намалување на бројката на матични да се стопира и да одиме во нагорна смисла на зборот. Така да сметам дека очекуваме многу од новите поставени лица во секторот здравство. Кои проблеми бараат ургентно решение? Подитно треба да се дискутира за зголемување на платите во секторот приватно здравство, за да може да го следиме чекорот на покачување плати кој што се случува и во јавното здравство, за да нема прелевање на кадарот. Мора да се дискутира за казнената политика, значи не може, знаете дека последниот протест ни беше кога ние сме прегледале по 80.000 прегледи, а на крај добивате казни за прекорачена хронична терапија буџетот. Колегите концесионери никако да не се тераат ако некој сака да продолжи се чувствува здрав, она за концесионерството да треба до волку години да испадне од здравствен дом, да не уништуваме фирми. Ги лоциравме проблемите, например, да во Чаир од 14 или 15 ординации останале 5. Матичните лекари очекуваат дефинитивен излез од сегашната состојба, бидејќи во спротивно тие нема да можат да работат со пациентите. Денес Сдруженијето на матични лекари со независен синдикат на здравствени работници и административен технички персонал го промовира вчера подпишаниот меморандум за соработка и обострана подршка.